После тој прв турнир, каде беа насочени погледите на вие што бевте инволвирани во ватерполо спортот? Значи, 99-та повторно управата кај што и вие помагавте многу. Диме Ивановски беше тука во управата, нормално. Па и синовите негови добри ватерполисти беа. Играа како Илија Ивановски и Ненад Ивановски. Значи, после Штутгарт 99-та година се нафативме во Скопје ние да организираме европски купови и тука го победивме еден Марсеј, чиј буџет е негде 100 пати поголем од нашиот буџет годишен. Со X странци, ние тогаш имавме стручна помош од Молдавија, значи бившиот репрезентативен тренер на младинската руска репрезентација Ѓорги Осипов дојде тука да ми помогне мене и Виктор Мороз беше исто тренер на голманите, направивме една екипа и во Скопје го победивме Марсеј во еден тврд надпревар. За многу малку можеше да се извојува победа и над Београдски Партизан, каде што директор беше Милановиќ. Значи сите беа зачудени каква екипа сме направиле. Тука имавме 5 играчи од Русија и 8 до 9 играчи беа наши и беше огромен успех за нашето ватерпол. Сепак ни падна тешка група, кај што не можевме да ја победиме Флоренција со една легенда Калкатера и Поповиќ од бившата ју репрезентација играше за Флоренција. Еден Марсеј исто појачен со многу јаки играчи, но сепак тоа е едно огромно искуство, една добра организација на тој квалификационен турнир во Купот на куповите. Тоа е 99-та година. Не застануваме тука. 2000-та година играме во Атина исто во Купот на куповите. Играме со Етникос, со Јадран Херцег-Нови и со една екипа од Аустрија, Салцбург. Значи, тука имавме шанси во регуларниот дел, игравме со победникот на европските купови 7-7 во Атина. Сепак можевме да го добиеме надпреварот. На 3 разлика за нас, на 4 минути пред крајот, Ермин Личина го промаши еден зицер, млад играч на 16,5-17 години и сепак, размислувам ретро, и да го добиевме тој надпревар, ке изфрлевме од купот една организирана екипа. Сепак ние овде, кога го игравме тој турнир, немавме базен во Скопје. Воопшто немавме базен. Значи, трениравме во малото базенче, во една... Имаше базени, ама не функционира. Не функционираше базенот воопшто. Значи, смогнавме сили, се пријавивме, учествувавме таа 2000-та година и таа година црногорските весници пишуваа, вика, некој си младост, вика, од Скопје, за малку ќе го победеше славниот Јадран. Во спортските месници биле на насловните страници тоа. Значи, една убава работа. Сепак ние со овие услови се обидовме да направиме нешто повеќе. После тоа имаме учество, јас како селектор на младинската селекција, на сениорската селекција. Ти цело време остануваш сега тренер во младост, а што се случи со Вардар? Вардар работеа тие луѓето од Битраков беше во Вардар, потоа се тргна Битраков, остана помлади кадри, Спировски работеше тамо, Димитров. Сега во моментот Вардар веќе нема екипа и тотално го нема. Јас после тоа формиравме Локомотива. Со младост имаме негде 4 до 5 титули на државни прваци, со Локомотива исто имаме 2 до 3 титули. Државен првак, се одржуваат државните првенства во Македонија до некоја 2008, 7, 8, 9 година, до 2007, да речеме. И после тоа замре клубското ватерполо и да речеме се
федерацијата едноставно не стави акцент на клубовите, стави акцент на репрезентацијата и дојдоа многу играчи од Црнагора, од Хрватска, Србија, игра за Македонија и на првото европско првенство кога учествувавме во Малага 2008 година. Точно, да. Сега продолжуваме со твојата кариера, дојдовме до 2000 година, понатаму како се одвива активностите во младост. Јас те вратив назад за Вардар да кажеш дека почетоците беа во Вардар. Вардар, значи, полека заостанува зад младост и Локомотива. Одигран надпревар беше во Студент. Значи, нас, Димитрije Поповски шкипер, не пушти од пионерската екипа пливачка на Студент, воопшто немавме екипа, да настапиме и потоа и да засилиме младинската екипа на Студент на државното првенство. И тогаш прв пат се сретнав со ватерполото како спорт. Без никој да ми даде едукација како треба и што треба да правам. И тогаш се роди љубовта кон ватерполото кај мене. И таа љубов трае до ден денеска. Да. После 2000-та година, како се одвиваат работите до таа 2007, каде што рече веќе клубското ватерполо како да згаснува во Македонија. Тоа значи и како спорт, единствено се одржуваше репрезентацијата. Значи, јас дур бев селектор, настојував да се работи во Штип, во Струмица, настојувавме да иницираме Струга да работи и да речеме во младинската селекција имав играчи и од Струга и по некои играчи и од Штип. Значи, ние не можеме само во Скопје да функционираме, мораме да го дигнеме Охридско-Струшкиот регион и мораме и во другите градови. Еве сега, например, во моментов, во Куманово се изгради еден базен 33 метарски, покриен базен, и има услови, почнаа со пливање, планираме да направиме една ватерполо школа тамо и едноставно, бидејќи ние мораме Скопје да си направиме конкуренција, ако сакаме да имаме напредок во спортот. Да. Се остана на еден клуб, со кој да игра? Очекуваме и во Охрид сега се гради зимски базен, кој ќе биде завршен, повторно Охрид да си го добие она што го заслужува, односно да биде... Еден период и работнички профункционира. Да, тоа е еден краток период, профункционира работнички, кога имаше странци кај нас, функционираше работнички, но не е доволно еден клуб. И ние како младост кога функциониравме, настојувавме да ги дигнеме и другите клубови, за да имаме конкуренција, за да има активности. Значи, мораме да имаме систем, за да има напредок. Без систем немаме напредок. Јас се сеќавам на оние последни надпревари од тогаш екипните првенства, младост која играше со една екипа, дури името и го заборавив сега. Младост играше со Бисер, многу добар надпревар. Мене ми е многу драго, ние тука еден надпревар добивме, еден загубивме, тврди надпревари. Бисер зема странски играчи. Се сеќавам, тогаш се создаде повторно така убава атмосфера и големиот базен беше полн. И тоа е убавината во спортот. Да има убави надпревари, значи квалитетниот спорт е едно, а базната работа е друго. Значи, за да дојдеме до квалитетен спорт, ние пак треба да ги засукаме ракавите и да работиме во базата, по школите, да собереме деца и да направиме една критична маса од која ќе искочат играчи. Ова поднебе секогаш имало добри играчи во колективните спортови. После 2000-та година, повторно ќе те вратам назад, ти работиш, ама како да си разочаран од целокупните ситуации. Гледаш, се мачиш, правиш, настојуваш, но не си прифатен како што треба, не си сватен, не само од луѓето од Пливачката федерација, туку воопшто сите што се вклучени во спортот, па да кажем и од државата. Да. Се гледаше само и се израдувавме тогаш на тој пласман на репрезентацијата на Европското првенство и тоа беше се, беше доделена и некоја награда на ватерполистите за тој успех,
а клубовите ги немавме никаде. Тој успех требаше да се маркетиншки употреби за да биде иницирачка каписла за клубовите. Тоа не се случи, најверојатно бидејќи федерацијата немаше стратегија да тоа го направи. Еден пример да ви дадам, мојата генерација одевме и ги победувавме грчките клубови по десетина разлика. Значи, Грчката федерација направи стратегија на државно ниво, направи клубови и направи квалитет. Тоа донесе до медал на Европско првенство, значи создаде квалитетно ватерпол. Значи, ако се нема стратегија, не може да се има успех. Па и денеска се меша тука меѓу челните репрезентацијата на Грција. Се меша бидејќи моментално не е на тоа ниво, бидејќи има финансиска криза Грција, но до пред кризата беше во врвот. Ние, значи, во Македонија, основно е што ги загубивме клубовите, дали е тоа резултат што ги снема ентузијастите или пак нешто друго? Ние, што сме луѓе од ватерполото, никогаш нема да се откажеме од спортот. Јас помагам при ватерполо школата и клубот Бета при спортскиот центар Борис Трајковски. Ние таму формиравме минатата година универзитетска репрезентација. Со многу проблеми отпатувавме во Риека и за големо чудо освоивме 8 место на универзијадата во Риека. Да речеме, како победивме многу јаки универзитетски репрезентации, а со репрезентација Бугарија, универзитетот од Будимпешта, игравме 8-6. Дури имавме шанса да го победиме, но бидејќи немавме доволно подготовки и не издржавме последната четвртина. Значи, можевме да одиме на пласман од, ако ја победевме Будимпешта, на пласман од 1 до 4 место. Да, тоа е голем резултат да се постигне таков пласман на едно студентско првенство. Сега вие ватерполистите, бидејќи секогаш се мачевте со средствата, можеби подобар период беше оној кога помагаше Клибе Савин, потоа доаѓа покритични моменти, па имате сигурно и некои доживувања, имавте доста патувања. Како се снаоѓавте? Одевте и на Малта, одевте и во Франција, одевте во Грција, одевте во Германија, а секогаш викавте нема пари. Како одеше таа работа? Што се однесува до средствата никогаш не било благодетно, но се собираа пак ентузијасти, дел средства од фирми кои што ни се пријатели, дел средства од љубители на ватерполото доаѓаа со нас па го финансираа патувањето и на тој начин се снаоѓавме и учествувавме и на Малта веќе беше поорганизирано, значи на Малта бевме учесници на Б Европското првенство 2000 година. Тамо не можеш да стигнеш и со автобус, зашто автобуси добивавте вака и гратис. Боби Спирковски беше председател на Пливачката федерација, така да ни бева обезбедени средства за Малта и добивме и опрема и се. Значи, тогаш беше на едно повисоко ниво, бидејќи сепак Б Европско првенство не е мала работа. Спонзор ни беше Орка Спорт, значи целата опрема ја даде Орка Спорт. Моравме екипата да ја репрезентативно припремиме, да биде облечена и со сите параметри што треба да бидат. Значи беше едно. Добро, тоа да, а играчки како минавте? Играчки минавме резултатски, да речем. Резултатски многу добро минавме. Значи таму беа водечки репрезентации, Франција беше, Украина, Молдавија. Ние бевме на 9-то место на тоа бе Европско првенство. Сето тоа беше со наши сили и таму остваривме контакт со тие украински и руски репрезентативци и тогаш за подоцна да дојдат кај нас. Значи, во спортот секогаш треба да комуницираш и да одиш напред. Ние имаме една Србија, имаме и една Грција, тука ни е близко и Црна Гора и Хрватска, Унгарија исто не е далеку. Тие земји
од тие земји се црпи знаење, може со нив да соработуваме и да идеме напред во спортот. Само ние кај нас треба да создадеме база. Со грците на времето имавте многу добра соработка, се сеќавам. Да. И во Солун одевте, и во Серес, и таму има затворен базен пливачки, кој максимално го користевте кога одевте таму на турнири, на подготовки. И ден денес соработуваме со Солун, одиме на надпревари, имаме со една екипа, што им приватна екипа во околината на Солун, сега прави базен во Солун. Значи, одиме на подготовки, соработуваме, ги викаме на турнири, соработуваме со Софија, со сите клубови во Софија, соработуваме со јужниот дел од Србија најмногу, бидејќи средствата се такви да, бидејќи младите категории ги финансираат родителите, на тој начин имаме помали трошоци за патување. А таму одиме на база на размена и така да на тој начин се бориме да на некој начин ни опстане спортот. Бидејќи ти почна со пливање, продолжи со ватерполо, откако прекина со ватерполото, постојано си тренер, па каква е ситуацијата? Ти си најкомпетентен, ми се чини, во државава да кажеш каква е ситуацијата со тренерскиот кадар, зашто од него многу зависи и развојот на ватерполо спортот. Тренерски кадар нема многу тренерски кадар кај нас, а и тие што ги има не работат, бидејќи нема услови. Значи, ние работиме во Борис Трајковски, во базенот во Карпош. Имаме термини во подоцнежните часови. Значи, во тие подоцнежни часови не може некој дете од 7-8 години да дојде на тренинг, бидејќи е касно за него. Значи, треба во сите можни базени во Скопје и каде што има услови да се направат школи за ватерполо. Има кај нас стручен кадар, за почеток има стручен кадар, но самите услови не се во ред. Значи, војниот базен треба да има една школа за ватерполо. Олимписки базен исто. Значи, да се соберат деца од сите делови на градот. Интересирање меѓу децата има сигурно. Има, секако дека има. Значи, не сме влегле во некоја поголема маркетиншка оваква кампања, бидејќи морам да обезбедам добар термин, за да може да има прилив на деца и тоа да се омасови. А во внатрешноста каква е ситуацијата? Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Штип, Велес, Струмица, градови каде што од времето имаше, например, отворени базени. Таму во Битола има преполно преку летно пливачки клуб, во Куманово има 3-4 пливачки клуба, во Охрид. Значи Куманово сега се јаво исто како... Да, бидејќи кумановци доаѓаа во Скопје, ги носеа децата со аутобус. Значи беа многу упорни, имаат една база и гледам дека веќе и освојуваат медали на првенствата. Затоа сакам, бидејќи имах база од деца, сакам една школа моја иницијатива да во Куманово отворам една школа за ватерполо, да обучиме еден тренер кој што ви понатака ќе си работи таму и да создадеме повеќе клубови. Што се однесува до надпреварите, каков е системот, како се организирани лига, турнирски или пак инцидентно? Да, се одржуваат тие лига првенства. системот е кај нас напуштен бидејќи чини повеќе пари, обично турнирски ги одржуваме овакво надпреварите. Сакаме и оваа година да направиме едно државно првенство од оние играчи што се моментално што работат и што доаѓаат на базен. Тука би се приклучила и екипата од нас, ветераните, за да пополниме бројка, значи да им дадеме на децата една иницирачка каписла, да може да се одигра еден турнир со 4 екипи и да речеме и оваа година се отпочне да има државно првенство. А сениорски првенства нема екипи. За сениорски зборува. За сениорските, меѓутоа... Веќе млади категории нема. Нема добар термин и не е тој термин многу подоцнежни. А колку екипи се тоа во сениорска конкуренција? Па 4 екипи може да направиме, 4 екипи од овие играчи што ги имаме. Значи имаме активност, работиме, чисто аматерски работиме. Работиме бидејќи нема стратегија државата и
да не замре спортот, тие играчи што играле, што ова ги собравме и функционираме. Оние студенти што се доаѓаат, се подготуваат, иако и оваа година сме поканети на Европски куп во Копар, треба да идеме во 7 месец. Истиот проблем се средствата. Минатата година со дел од средствата помогна Агенција за спорт и млади. Се надеваме дека и оваа година ќе помогне нешто, но треба да се избоксуваат плюс средства за да може да отпатуваме во Копар. Значи, практично, кога одите на тие меѓународни настапи, од овие екипи што функционираат помалку или повеќе, правите еден состав, нешто како репрезентација на Македонија и учествувате под името, например, на Младост или некоја друга екипа. Како или универзитетска пак репрезентација, како универзитетска репрезентација на Македонија. Некои контакти со универзитетот, универзитетски спорт, со факултетот за физичка култура, спорт и здравје. И имаме со вакво, имаме поддршка од нив. Се надеваме дека некои средства и од таму може да добиеме и така. Сега и уште едно прашање околу факултетот го споменав. Дали имаш информација, дали таму воопшто кај тие студенти има интересирање за пливањето и ватерполото, па утре некој, кога ќе го заврши факултетот, да се посвети на тој спорт, зашто често пати тоа го говорам и во разговорите и со факторите. Ние имаме универзитет, факултет за физичка култура, создаваме кадри, но каде потоа? Значи, кадрите или треба да одат во просвета, или треба да одат кај нас во клубовите, кај што кадарот ќе се доусоврши, бидејќи не е само факултетот дава едно базно знаење. Сега бевме на еден турнир во Лесковац, регионален турнир со нашата пионерска екипа. Таму беше на тој турнир како менаџер Раđен, репрезентативец на Србија, и се прави во Врњачка бања еден камп, кај што ќе бидат тренери од Србија и играчи од Србија, ќе има едукација. И јас настојувам што повеќе деца од кај нас и што повеќе тренери да одат, ќе има семинар за тренери и сето тоа е потребно да ние го пратиме нивниот квалитет, тоа го пренесеме тука и на некој начин ние да го дигнеме нашето ниво и квалитет. Значи, основно е да профункционираат клубовите според сето ова што го кажуваш. Кадри ќе излезат, еве, факултетот, да, школувани кадри, тука сте и постариве тренери кои имате искуство, веќе сте минале, што се вели, и европски купови, и репрезентација, настапи, и сите тие работи што се неопходни за еден тренер, значи искуството може да биде пренесено кај нив, но прашање како ќе се мотивираат тие луѓе кога еве клубовите одве екзистираат, дури па живуркаат, ако може така да кажам. Дали тука нешто се презема од пливачката и ватерполо федерација да се врати овој спорт, да заживеат клубовите? Па, за сега нема некоја стратегија, треба да има федерацијата стратегија. Едно време ние направивме 5 до 6 клуба во пионерска конкуренција учествуваа и беше прекрасна гледка, цела трибина родители, една убава атмосфера. Јас посакувам тоа да го вратиме. Боро, времето минува, тоа треба побрзо да се направи. Сите отидоа нагоре. Ти спомна стратегија, таа стратегија е подолго време тема за дискусија, никако да дојдеме до таа стратегија и спортот да влезе, ако може така да кажам, во системот на државата, да се знае што добива и која е визијата на тој план. А ми се чини дека пливањето и ватерполото треба да имаат и приоритет, зашто пливањето, атлетиката, гимнастиката се и базични спортови. Базични спорт. Треба да има, треба и по школите да е обавезен предмет пливањето, бидејќи делува на развојот, на психофизичкиот развој на децата и да речеме во сите развиени западни земји е ставен како предмет во основното училиште.
Па и за Да се повозрастните вратиме е назад. добар. Кичми, Чешка пред 40 и нешто години веќе го имало усталено во нивниот систем. Кај нас имаше обиди, има базен во Браќа Риба школото направено да тоа се инволвира. Има во Пробиштип како млад град, во основното училиште има базен, значи децата да имаат барем 2 пати неделно час по пливање. Пливањето е нешто најдобро за детето кога е во развој. Да. Тоа е факт и докажано во целиот свет. Сега, пред да го завршам овој разговор, кажи ми за братот Томи. Дали е вклучен во овие активности? Како тренер, ти помага, работате заедно или како? Томи Каде е се наоѓа вклучен тој како стручак? како координатор е во пливачкиот клуб Бета и таму работи, доста успешно работат. Во државата се доминантни во пливањето, има голем број на деца, учествуваат по митинзи, он сега малце повеќе, бидејќи заврши минатата година со кариерата, ќе се повеќе посвети на тренерската работа. Доаѓа и во ватерполото, учествува со нас, со ветераните, и нормално дека ние и пливачките тренери ќе ги користиме како кондициони тренери во ватерполо спортот. И потребна ни е соработка. Да. И на крајот од овој разговор, еден заклучок кој е неизбежен, дека ти си тој што практично го одржуваш ватерполото во Македонија. Боро Стефановски беше нашата спортска легенда што ви ја представивме, реков, одржуваш на ватерполото и тоа навистина го мислам, затоа што ако тој во еден период заминеше, верувајте дека денеска од ватерполо во Македонија едноставно ке немаше ништо. Затоа овие личности треба да ги почитуваме, да ги поддржуваме и да им излегуваме во пресет на нивните барања, затоа што тоа го прават за добро на сите нас, особено за децата и воопшто за спортот во нашата држава.